ова издание. Американскиот претседател закажа разговори со гувернерите и со првите луѓе на домашната индустрија. Тема е отворањето на земјата и на економијата. Македонскиот претседател ги собра партиските лидери на нова средба. Фокус на состанокот под маски е датумот за предвремени избори. Радикалните мерки за ограничување на движењето ги насочија луѓето кон други локации. Што покажуваат мапите на Google? Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Тошо Огњанов, а вие го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Терапијата со крвна плазма може значително да помогне во лекувањето на COVID-19. За ова подоцна во емисијата, а сега одиме со главните вести. Денеска и утре светските лидери виртуелно се среќаваат за да дискутираат за пандемијата. Светската здравствена организација го одржува своето 73-то годишно заседание. Вообичаено тоа се одржува во Женева, каде представниците на 194 членки на СЗО разговараат за голема лепеза на прашања. Но со пандемијата на коронавирус, овогодинешната средба ќе изгледа поинаку. Не само што за прв пат се одржува виртуелно, туку нема да има други точки на дневниот ред. По враќањето од викенд посетата на Кемп Дејвид, американскиот претседател соопшти дека имал многу добри состаноци. Постигнат е огромен напредок на многу фронтови, вклучително и за лекувањето од оваа ужасна болест што ја зафати нашата држава, рече Доналд Трамп. Претседателот закажа повеќе разговори со гувернерите и со лидерите во индустријата за понеделник, за условите за повторно отворање на државата и обезбедување стабилно снабдување со храна и други добри услуги. Нова лидерска средба кај претседателот на Северна Македонија. Претседателите на политичките партии представени во парламентот денеска пак се сретнаа во кабинетот на Стево Пендаровски во обид да дојдат до договор за датумот за предвремени избори. Минато неделниот состанок заврши со заклучок дека евентуалното одржување на изборите ќе зависи од текот на здравствената ситуација со коронавирусот, од временските рокови потребни за ДИК да го организира изборниот процес, како и од позицијата на ОПС ОДИХР дали ќе биде во можност да прати мисија да ги наблюдува изборите. Вашингтон е делумно празен, но сенаторите се вратија на работа. Нивните колеги пак од представничкиот дом се решија своите обврски и понатаму да ги извршуваат од дома. За случувањето во американската политика, последниот прилог. Во време кога некои сојузни држави почнаа да ги релаксираат мерките за движење, има предупредување да се почека за намалување на бројката на заразени. Опасно е прерано враќање во нормала за некои области, градови, држави. Загрижен сум дека ќе видиме пораст на бројот на заразени и нов бран на пандемијата. Но некои се нестрпливи, додека сенаторите и здравствените експерти расправаат. И меѓу законодавците има разлика. Некои носат маски, други не, што е одраз и на политичката дебата. Седењето дома бесконечно не е решение. Нема доволно пари да им се помогне на најпогодените од затворената економија. Сите патишта за враќање на работа и на училиште се преку тестирања, следење на заразени, изолација, лекувања и вакцини. Американскиот претседател Трамп е оптимист. Законодавците сега знаат повеќе за капацитетите на државата. До септември предвидуваме дека нацијата ќе има капацитет да спроведе најмалку 40 до 50 милиони тестирања месечно. Иако американската економија полека застанува на нозе, ќе биде тешко да се надомести штетата. Бројот на невработени е највисок во речиси 100 години. Го анализираме досега усвоениот пакет. Додадовме околу 3 трилиони долари национален долг и мора да ги видиме резултатите од помошта пред да одлучиме да има нов пакет. Демократите бараат нова помош сега. Мора да мислиме на нашите граѓани. Ако не реагираме, ќе има големи последици во иднина. Нивниот предлог за усвојување на 3 трилиони долари во представничкиот дом нема шанси да добие зелено светло во Сенатот, каде мнозинство имаат републиканците. Каде одат луѓето во време кога движењето е ограничено? Парковите се испразнија, јавниот превоз е драстично намален. Одговорот е во сателитските снимки. Вероника Иглесијас истражуваше на оваа тема. Оваа подвижна продавница во Северна Вирџинија некогаш имаше многу работа. Секоја прва седмица од месецот продаваше билети за јавен транспорт на околу 200 луѓе. COVID-19 го промени сето тоа.
Вчера имавме само еден муштерија. Ако немаме продажба, тоа влијае на нас економски и тоа многу. Со тоа што помалку луѓе одат на работа, посетите на транзитните станици во Вирџинија биле намалени за 52% во април во споредба со периодот пред пандемијата. Ова го покажува извештајот за општествена мобилност во време на COVID-19 што го изработи Google. Вообичаено секој утро се возам со воз, но наместо тоа сега користам Uber. Тоа ме погодува по џебот. Посетите на супермаркетите, на другите трговски објекти и на областите за рекреација исто така се ниски. Сега одам еднаш неделно со автомобил и пазарам за цела недела. Не е добро. Постојано сум дома и многу јадам. Ова не е она што сакаат да го чујат сопствениците на ресторани. Сега сме можеби на 10% од прометот што го имавме порано. Знаете, преминавме од ресторан со послужување во ресторан за храна за носење. Се обидуваме да ги задржиме вработените со тоа што правиме испораки. Табелата на Google за Вашингтон покажува намалување од 77% на посетите на паркови, плоштади и јавни градини од почетокот на пандемијата во САД. Сепак овие локации не се целосно празни. Пешачиме и одиме на зелени места, зашто сите игралишта и лулашки се затворени. Сепак во резиденцијалните области, каде и властите сакаат жителите да го минуваат најголемиот дел од времето, затвореноста создава грижа. Кога се движам низ зградата, ги делиме лифтовите и заедничките простории, што туку дознавме дека некој од вработените во комплексот бил позитивен. Мислев дека сум заштитена. Не е толку безбедно. Сепак, мерките за намалување на мобилноста и натаму се сметаат за најефикасен начин за спречување на ширењето на COVID-19. Сите очи сега се вперени кон оние сојузни држави кои почнуваат да ги релаксираат. Како што расте бројот на оздравени лица, така лекарите добиваат можност повеќе да видат дали антителата од опоравените пациенти може да помогнат во лекувањето на COVID-19. Погледнете докаде се истражувањата. 20-годишниот Лио Канти бил тестиран позитивен на COVID-19 на крајот на март, откако се вратил од коледж во Њујорк. Најстрашно нешто за мене беше помислата дека можам да заразам некој друг. Се надевав само оние со кои имам контакт, семејството да биде добро. Лио живее со неговите родители, 2 сестри и 1 брат во главниот град Вашингтон. Веднаш се изолирал во неговата соба, но неговата мајка, која работи како медицинска сестра, исто така се заразила минатиот месец. Сите бевме во карантин по 2 недели, купно 4 недели. Сите бевме дома во различни карантини. Мишел е сигурна дека не се заразила од нејзиниот син. Откако Лио оздравел и добил негативен тест на средината на април, донирал плазма која научниците се надеваат ќе помогне во превенција и третман на COVID-19. Би било себично да не го направев тоа. Ако постои каква било шанса да се помогне некому, тоа треба да се направи. Антителата од оздравените пациенти се потенцијална терапија за лицата кои се борат со заразата, вели доктор Артуро Касадевал од школата за јавно здравје на Универзитетот Џонс Хопкинс. Како што било случај при секоја мината епидемија по 1900-тите, со SARS и Ебола, лекарите ја користат плазмата бидејќи тоа е нешто што е достапно откако има оздравени лица. Тој вели дека повеќе од 7200 лица во САД биле лекувани со плазма од март наваму. А како што бројот на случаи се зголемува, научниците имаат уште поголема можност да ја тестираат ефективноста на терапијата. Семејството Канти е среќно што можело да помогне, донирајќи ја плазмата на Лио. Бескрајно сум среќна што и двајцата оздравевме и тоа што никој друг не се зарази. Таа вели дека сака да дознае дали некој друг во семејството има антитела, кои би можеле да се донираат за натамошни истражувања. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Останете во добро здравје. Пријатно.